Небото над Блискиот Исток не се смирува пети ден. Израел и Иран продолжуваат со воздушни напади едни кон други. Иранската армија тврди дека со ракети го погодила Центарот за воено разузнавање на израелски Мосад, а израелските одбранбени сили пак објавија дека го убиле воениот шеф на иранскиот генерал-штаб, кој беше на функција 5 дена по убиството на неговиот претходник. И двете земји тврдат дека атакуваат само на воени цели. Израелците најавија дека ќе продолжат со напади додека не се отстрани заканата од нуклеарна програма. Иранците пак негираат дека развиваат нуклеарно оружје. Повторувам дека Исламската република Иран не развива капацитети за нуклеарно оружје, но исто така Иран нема да ги занемари правата на својот народ и нивната потреба за пристап до мирна нуклеарна енергија. בהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. אני קורא לתושבי טהרן להתפנות מאותם מקומות בהתאם להנחיות דובר צה"ל בפרסית לשם הגנתם. Американскиот председател бара вистински крај на нуклеарната програма, а не прекин на огнот. Ги повика граѓаните да се евакуираат од Техеран. I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. The cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate now. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. Кина пак смета дека Трамп долева масло во огнот во конфликтот помеѓу Израел и Иран. Против нуклеарна програма во Иран е и Европската Унија, но инсистираат на деескалација. We all agreed the urgent need for de-escalation. Iran cannot have a nuclear bomb and diplomacy is the solution to prevent this. And EU will play its part. Илјадници луѓе во двете држави останаа без домови. Расте тензијата на улиците во Техеран, Тел Авив, но и во останатите градови на Блискиот Исток. Странските државјани кои се затекнаа таму бараат начин итно да се евакуираат. It was an opportunity to experience the challenges that the world is experiencing, that Israel is trying to do and resolve with regards to the situation in the Middle East. And I'm happy to be going back, but sad in the same time to leave my friends behind. Над 600 странци пак избегале од Иран во Азербејџан. Александар Динев, Сител телевизија.